Повелете. Не се појави градоначалникот на Демир Хисар на трибината, дали имате побарано од него оставка за видеото што излезе во јавност? Јас знам дека Министерството за внатрешни работи прави истрага. Градоначалникот беше вчера на трибината, беше во првиот ред. Секако не беше до мене, во делот на тие што се обраќаше заради тоа што така е честно, додека истрагата од Министерството за внатрешни работи, тој беше повикан на службен разговор. Разговорот е направен, понатаму се истражува, но она што можам да го гарантирам на граѓаните на Република Македонија, никогаш повеќе нелегално прислушкување во Македонија. Верувам кои да биле причините што вака зборувал пред одредени колеги, наставници или слично во училиштата, било некој личен порив, но секако јас ќе останам да ги дочекам сите истраги од Министерството за внатрешни работи кои што ги прават. Во врска со договорот со Грција, кога ќе бидат презентирани уставните измени и ќе има ли измени во преамбулата на уставот? Добро, прво, знаете, зборуваше и министерот Дураку, придобивките од НАТО и од Европската Унија ќе значат и многу вакви капитални проекти. Европската Унија неколкукратно ќе ги зголеми своите предпристапни фондови со отварањето на поглавијата. Една од нашите желби е да бидеме вака со граѓаните многу почесто, обезбедени со повеќе квалитетни пари и проекти, за да може да се реализираат сите оние потреби за водоснабдителни системи, за системи за наводнување, но и канализациони системи. Решение на цела оваа работа е договорот со Грција. Имплементацијата ќе почне веднаш после успешниот референдум, кој што на 30 септември го очекуваме во Република Македонија. Промените се во членот 3, членот 49 и во преамбулата. Во преамбулата имаме само зајакнување на одлуките на АСНОМ, дека тоа се одлуки за слобода, за демократија, за еднаквост помеѓу граѓаните. Од АСНОМ е борба на сите наши граѓани за ослободување од фашистичкиот окупатор во тоа време. Во делот на 49, каде што се однесува за нашата диаспора, знаете дека Македонија има диаспора на македонци, на албанци, на турци, на роми, на срби, на власи и на секаде. Буквално ќе го примениме она што е европско применливо. Кај нас е малку подлабински навлезено и може да предизвика во иднина иридентизам, односно одредени провокации.